новолинковско вклучување од Скопје, колегата Благојчо Костадинов на истото со соговорници од Црвениот крст. Изминатиот период имаат низа проекти преку кои нудат поддршка различна на нашите граѓани кои имаат потреба од истата, на што се ангажирани во овој момент, да знаваме од разговорот на колегата Благојчо Костадинов. Благојчо, се надевам дека се слушаме и гледаме, повелете со информациите. Да, ќе живееме во период кога температурите надвор се надпросечни во текот на денот, но утринските знаат да бидат и доста ладни, за разлика од минатото кога имашме и двоцифрена негативна утринска температура, но за сето ова како се соочуваат со какви предизвици во текот на зимскиот период, разговараме со Александра Валкаровска. Добро утро и ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Македонија наутро, да ни раскажете со какви предизвици организацијата се соочува во текот на зимскиот период. Добро утро и благодарам за просторот, за информациите што се случуваат во нашата организација. Предизвици со кои што се соочуваме во текот на студениот бран е нешто што го имаме низ годините и нешто за што ние како Црвениот крст мора да размислуваме со време, особено во делот на зајакнување на човечки капацитети кои што треба да дадат поддршка за реализација на овие активности. Што значи дека постојат бројни алатки за рекрутирање и задржување на волонтери во нашата организација, за да може да ги испорачаме квалитетно услугите на корисниците со кои што работиме не само во текот на зимскиот период, туку во текот и на целата година. На граѓаните најмногу асоцира студениот бран, да речам, со лицата кои што се без живеалиште, односно бездомните лица, кои што Црвениот крст на град Скопје ги поддржува во текот на целата година во пунктот за бездомни лица кои што се наоѓа во Моминпото, кои што работи на одреден начин со кој што се запознаени и нашите граѓани, но и бездомни лица. Во текот на, да речам, во текот на целата година пунктот е отворен 2 пати во текот на годината, каде што има цел тим на социјални работници, психолози кои што дават поддршка на овие лица за полесно, би кажала, интегрирање во нашето општество, што значи дека возможуваме некои услуги како што е можности за бањање, за лична хигиена, облека која што граѓаните ја донесуваат, потоа храна, медикаменти за кои што им се потребни на овие лица и можности понатака за вработување со компаниите кои што дават поддршка на Црвениот крст во овој дел. Во текот на зимскиот студен бран, како што кажавте и самите, кога температурите на вистина се многу минуси, да речеме се двоцифрени, тогаш овој пункт за бездомни лица се отвара и фактички станува прифатилиште, што значи дека во овој период тие може да остануваат, да преспиват, за да не ги преноќуваат ноќите, да речем, на самата улица. Во текот на изминатиот период, значи во оваа година, некаде околу 2 недели пунктот беше отворен, што значи дека во просек некаде од 8 лица преноќуваа во текот на ноќта, што значи дека имавме повеќе од 60 преноќувања на овие лица во нашиот центар. Како што ви кажав, тогаш е многу важно да се организираме во делот на зајакнување на човечки капацитети, бидејќи 24 часовно работење всушност значи дека е потребно некој тамо да има, да дежура, да им дава поддршка за сите ситуации кои што може да се случат и во текот на денот и во текот на ноќта. Секако понатака во текот на денот сите оние работи кои што они ги добиваат и во текот на целата година остануваат на услугата, како што се бањањата, како што се облеката, како што се, да речам, храната и слично, но поголемиот дел од нив заминуваат во текот на денот на нивни веќе познати локации, живејќи го животот кој што тие си го живеат, а потоа вечерно време повторно се враќаат. Интересно да се каже дека во таа база на бездомни лица Црвениот крст на град Скопје обслужува повеќе од 200 лица и бројките, да речеме, во изминатите години како се покачени, што секако зависи од целата оваа економска ситуација која што се случува. Тимот кој што работи таму е навистина еден тим на експерти кои што се поддржан од страна на нашите волонтери за да може да ги дадат сите овие услуги, за да се намалат страдањата на овие лица. Секогаш даваат поддршка и компаниите, значи и сите оние релевантни фактори кои што се загрижани за граѓаните во нашиот град. Продолжуваме и понатака, да речем, ги следиме информациите во однос на температурите и така постапуваме, а до тогаш, да речем, продолжуваме со сите оние активности кои што значат редовен услуга и сервис за овие лица. Но
Кога се зборува за студениот бран, тоа не значи само поддршка за бездомните лица, продолжуваат се оние тековни активности, што значи дека и нашата планинска станица, например, која што се наоѓа на Водно, исто така се соочува со едни предизвици кои што ги има само во текот на овој студениот бран. Љубителите на природата продолжуваат да ја посетуваат планината, некои се поискусни, некои не се толку многу искусни и се случуваат секакви, да речам, повреди, лизгања, кои што може да доведат дури во некои ситуации кои што се животно загрозувачки, и тогаш реагира секако нашиот тим. Особено треба да се каже во овој период дека мора да се има тајна координација со институциите на системот на државата во делот на обезбедување на простор за сигурно пешачење, посета на природата и на планината, но да речам и кога ќе се случи една таква ситуација да имаме едно координирано действување, како што се случи во минатата недела кога навистина беше веќе и хеликоптер вклучен за потрага, односно за пренос на лице кои што нашите екипи веќе направија мобилизација и требаше да се транспортира истото, но заради непристапност на теренот не можеше да се направи истото. Така да и тука имаме предизвици, како што ви кажа, во делот на човечки капацитети, обука за овие лица да бидат многу искусни во делот на првата помош, да им дадат, да речем, прва помош на нашите граѓани, нивната заштита, безбедност, но и она психосоцијална поддршка дека некој е тука и дека секако ќе може да се интервенира. Тие се инаку на планинската станица секој викенд, секој празник, да речам, тогаш кога најмногу, да речам, има посетители на планината. Планинската станица функционира повеќе од 20 години и тоа е нешто што имаме како евалуација, како фидбек од страна на граѓаните дека и како е потребно и дека треба да функционира во главниот град. Така, Александра, јас ти благодарам за оваа истрпна анализа што ја направивме дека, односно како се соочува организацијата Црвен крст со предизвиците во текот на зимскиот период, и упатуваме порака од овде до сите заинтересирани кои што сакаат да волонтираат, да учествуваат, да допринесат до оваа организација, бидејќи знаеме дека човечкиот капацитет како недостига во текот на целата година и е добро да се помага во оваа организација. Кристина? Благодарам, Благојче. Црвениот крст, впрочем, секогаш мобилизиран и подготвен за помош и поддршка кога е најнеопходна.